Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во шестото издание на емисијата Тип 102. Во следните 40 минути ќе се обидеме да ве доближиме до спортските настани и веднаш на почетокот да кажам дека од прва на наше задоволство и на ваша радост ќе имаме ексклузивен гостин. Тоа ќе биде едноставно речено Велибор Џаровски Џаро, кој што на радост и на големи изненадување од прва ја прифати поканата. Тој е веќе овде во студиото на Ирис телевизија и ќе се обидеме во разговорот со него да ве доближиме до некои тајни, до некои вредности, резултати, до некои интересни настани кои што има доживеено и секако на крајот активно да учествуваме во емисијата заедно и со вас, со она што ни е зацртано. На почетокот да ги соопштам добитниците од минатата емисија кои што не успеале да се дознат или не дознане. Тоа се Тони Манев од Штип, Шефки Халил од Виница, Зоран Димитров Штип, Јорданчо Антониев Злетово и Илија Митров Штип. Веднаш може да се упатат, да се завршат врската и да се надеват на некои резултати. Инаку да кажам дека во текот на разговорот со нашиот гостин Велибор Џаровски ќе можете активно да учествувате и вие со прашања кон него, донеси интересни материјали, ќе ги проследиме, заеднички ќе ги анализираме, а секако најинтересно ќе биде и оној пар кој ќе биде тема и дилема за вас со ваше јавување, ќе можете тоа да го направите во текот на целата емисија, додека трае и разговорот со гостинот Џаровски. Значи, кој ќе биде парот ќе соопшта во вториот дел на емисијата, инаку еве за вас е почитување, нема да го чекате последниот, третиот дел, него во текот на целата емисија ќе можете да учествувате и да го погодувате точниот резултат. Новина е тоа што можеби еве ќе сакате и некоја комбинација, кец со кец или двојка или нула, значи може и точен резултат 2:1, било кој знак и секако 5 или 10 од вас ќе бидат наградени. Тоа е што се однесува до најавата. Предлагам сега на режијата да одиме со джингл и веднаш потоа продолжуваме со шестото издание во кое еве уште еднаш ќе повторам, гостин ќе ни биде Велибор Џаровски. Пред мене е најновиот билтен на обложувалниците Вилхил, во кој што може да ги најдете сите оние спортски комбинации кои што ве интересираат од фудбалот па до она најпопуларната светска кошарка НБА лига, ракомет, одбојка, кошарка, се она што ве интересира и да кажем и тоа дека билтенот е бесплатен. Поздрав до дечките и девојките кои што се моментално на работа, кои што еве ги обслужуваат сите оние кои што милуваат да типуваат, да се надеват на награди. Значи со нивен тип, со наша прогноза, заеднички да дојдеме до вредни добивки. Уште еднаш еве ќе повторам ја за добитниците: Тони Манев од Штип, Шефки Халил од Виница, Зоран Димитров од Штип, Јорданчо Антониев Злетово и Илија Митров од Штип. Може да се упатат во обложувалниците на Вилхил ширум целиот источен регион, почнувајќи од Штип, одејќи Проби Штип, Крупиште, Кочани, Виница, Македонска Каменица, Истивање, Пекчево, Берово, Делчево, да не заборавам некои места во сите овие капчи имат обложувалници на Вилхил, може да се упатат таму во овие уплатни места да искомбинираат комбинација. Инаку билтенот на Вилхил содржи многу подобности, бонуси, а еден од најинтерактивните е секако оној во кој што секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Со 6 надпревари бонусот е 5%, 7 надпревари 10%, 8 надпревари имате бонус од 15%, 9 надпревари бонус од 20%, 10 надпревари бонус од 25%, 11 надпревари на еден талон носи бонус од 30%, 12 надпревари носи бонус од 35%, тикет со 13 надпревари носи бонус од 40%, со 14 надпревари 45% и со 15 надпревари носи бонус од 50%. Се тоа можете и реков дури други најразлични комбинации да пронајдете во овој билтен кој е бесплатен, ќе повторам, да се упатите кај дечките и девојките во обложувалниците на Вилхил и да се надевате на награди. Реков, ќе имаме понудено 10 парови кои што нашиот гостин Велибор Џаровски ќе ги истипува. Вие можете да најдете секакво најразлични комбинации, можете истиот талон да го платите, да се надевате на награда, бидејќи честопата нашите гости знаат да погодат доста резултати, а вие со ваша
комбинација можете сето тоа да го искомбинирате. Исто така има додатен пар кој што бараме точен резултат, меѓутоа денеска можете да типувате на него не само точен резултат, меѓутоа сите оние комбинации, дали 0, дали кец, дали двојка, дали гол 3+, оставаме на вас со цел да има повеќе навивачи, гледачи и секако повеќе добитници. Реков и ќе повторам, гостин ќе ни биде Велибор Џаровски, кој што од прва прифати да гостува во Штип, познат град со доста спортски интересни тълковаци и политичари и историски личности, и затоа со задоволство се кејф, така да кажам, дојде тој веќе тука, да не должам, одиме со джингл, одиме со реклами и веднаш потоа овде до мене ќе го видите Велибор Џаровски Џаро. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Кога боите, мирисот и вкусовите на есента се совпаѓаат со вашиот избор за комфорт, тогаш оваа понуда од Мебел Ви заслужува внимание. Модуларна ТВ комода Лабиринт, која може да ја местите како што сакате за 9900 денари, лежа и виола за 14900, ТВ комода Луција за 15900, комплет спална Дженова со плакар со лизгачки врати за 19900 и аголна гарнитура Парис за 24900 денари. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате. Поканете ги пријателите и роднините. Не бришете никој од списокот. Во мотел Ваго Штип има место за сите. Капацитет на гости 450 и 33 соби за ноќевање. Свадби, имендени, веридби, забави. Се во Ваго. Услуга и веселба. Но и храна од домашно чисто еколошко производство. А за помалите и поинтимни забави, мотел Ваго 2 во Крупиште. Таму капацитетот на гости е 150 лица. Соби за ноќевање има 23. Моменти што остануваат за цел живот. Мотели Ваго. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија.
си Джаро. Ovo je pesma o našem Džari. Slušaj je, slušaj, raspoloženje ne kvari. Naš glavni junak, svestrani Džaro. U svom svetu, on je redom haro. Dobar je Džaro, on je porazen u pobede pred varom. Dobar je Džaro, on je porazen u pobede pred varom. Iz mrtvih ljude je dizao, teatar ceo u glavi režirao, mada je ponekad riskirao, na kocki gubio u ruletu, ali vazdigne se brzo u letu. Dok se drugi osveste, on ih opet obrne, za njega zna cela nacija, on je ex-ju i sadašnja atrakcija. Estradno-sportski menadžer visokog kalibra, kad on pregovara, moćna je to igra, kralj kladionica, nameštenih utakmica, ministar bez portfelja, majstor svog zanata, nijedan pehar nagrade i medalja nisu dovoljni za naše kralja. Who's Džaro? Prevaran sa stilom bum bum tras, Džaro za čas kad doda gas, ovi na terenu što motaju loptu, za tren upadnu u klopku, od takvog mahinoteatra mnogi su bili kod psihijatra. What the fuck? Dobar je Džaro, Evo, ова беше химната за Дžaro. Велам, добар ден, добро дојде Дžaro. Добро дојде. Мене не е добро на късметот ви е голем и дојдов и малку ќе ве разочарам. На Градски Брегалница губи 1-0, а у Тетово Ренова води 1-0 против Вардар. Добро, има до крајот уште доста да се игра. Тоа значи може уште голови да примите. Јас реков во најавата на наше задоволство, на радост на гледачите од целиот истоčni регион. Од прво е прифатите понудата, дали ве поврзува нешто со Штип. Еве да спомнеме некои штипјани се кои другодурувате, пријателувате долги низ години. Со детени, најдобар пријател у Штип ми е Драги Христовски. И гревата е за македонскиот фудбал. Тројцата најдобри тренери, Драги Христовски, Јоко Хаджиевски и Зоран Смилевски нигде да не работат. Ванчо Коцев, Боро Цеков, да не ги луѓето од естрадата. Пријател ми е исто така и Коте Жабата, вие го викате. Многу штипјани. Првиот Макфест го наместив. Што да правиме? 86-то, Хелена Благне. Хелена Благне. Зошто? Ќе ви кажам, ја му викам на директорот на фестивалот. Троицки Столе. Столе да му даеме животно дело награда на Масевски, 2 инфаркта има, да го прашам, вика Совето, како Совето он одлучува. Да го прашам Совето. Абе да му даеме, да го прашам Совето на пресо, ќе ти кажам. Чим е така, викам ништо. Дали да појде човекот? Ја зема фалангата, зема 120 карти, тоа е 20%, и се гласаше за тројца и реков, за кого да гласаме бате Дžaro у соба, тогаш не се викаше Лазар, Стибо Хотелот, за ниједен македонец нема гласате. Како бе? Ни еден. Прво место Хелена Благне, друго Иво Патиера, трето Мики Евремович. Калиопи зема четврто Мачето Линда. Значи тоа е инаку еве во долги низа на години ти шпарташе по Југославија, а е збор два да кажеме дали имаше врски познанство. Драга Христовски, еве го спомна, беше дете на Штип, беше во Напредок, во Вардар, во Црвена звезда, 6-7 години добри во Олимпија. Тука беше Дарко Панчев, Најдовски, многу македонци кои настапува во експлозивни екипи. Имаше ли потреба од твоја помош, дали контактираше со нив и дали животот пат ве спол да и помогнеш нешто? Па да ви кажам, на Драги Христовски нема што му се помогне, као он помогна на пола играчи. Драги Христовски ги однесе сите играчи у Звезда. И Канатларовски, Најдовски и Панчев. Значи Штипјанец е направи Звезда светски првак. Браво. Ама така и е што. И кога дојде тие, имаше контакти со Дарко Панчев, Канатларовски, Ја, Најдовски. па и ден денеска имам. Прекчера бевме на една прослава со Дарко Панчев, на бекстејдж. И Василе Куман, ова е Штипски зет Блажевски таму, он е уредник, и се видов со Дарко Панчев. И помуабетивме. Иначе ја патов со Звезда на сите утакмици. Покрај понудените парови, еве ќе започнам денеска, го поставивме како точен резултат над преварот Милан Интер. Значи, драги гледачи, можете и во текот да разговарате, да се јавувате, да давате резултат, реков, може и точен резултат, може и кец, 0-2, како сакате. Дžaro,
Која прогноза даваш ти за Милан Интер? Од 0 до 2 гола. 0 до 2 гола. Еве ќе биде запишано и твојот коментар. Влегуваш во оној куп за евентуални добитници. Велибор Џаровски 0 до 2 гола. Одиме понатаму. Пред малку додека разговаравме, има многу податоци. Добро. За интересни настани. Меѓутоа, јас се потсетив на еден настан во далечите месечини крајот да се Ама домнесете. нема да го зборам ја тој настан, ке зборам еден сличен настан, кој не го слушнал никој. Ајде повели. А Имаше... јас ќе кажа подоцна за кој мислам. Добро, ти ќе кажеш, ама ја не сакам тој да го зборам. Имаше еден тип и му викавме главата ти расте, а му купувавме шешир стално еден број помал. И кој ќе стане главата ти расте. И човекот дојде до невропсихијатра на работата и после прекинавме. Слично нешто е тоа. Е добро, јас сакав да го прокоментирам, бидејќи не бев сигурен, меѓутоа 99,9 бев убеден дека е, да речем, твоја масло за Радосављевиќ. Надпревар против една француска екипа, работечки губеше тамо некаде 5-16 коша разлика, значи тука требаше 17 да се победе, меѓутоа тешко идеш. Што стана со Радосављевиќ на полувремето? Ја имења нема да споминам, меѓутоа на главниот центар на работнички ние му ги избричивме брковите и он играше со 9 лични грешки. И французите легнаа на терен, викаа Коза Ностра, Коза Ностра. Значи направил 5 личи, Пети, 4, го смени бројот на Никифоровиќ, ајде да го спомним. Не спомням, имења не спомням, да не тужат се. Не, тоа е пред 20 кусур години. Ако нема застара. Значи, со едно обичен ножичка од докторо, мустаките пресечени, Радосављевиќ покрај... Не реков ја имења, не спомням Добро, имења. добро. Центарот на работнички, Така да. покрај петте, А Лазо Речич едно куче фрли у овако и знаеш што значи ти сега у Франција да фрлиш едно куче. Овој вика, овие дивдати кај дојде овде, штори ќе направиме у Скопје, легна и вика Коза Ностра. Судја еден чех, еден румун и италијан. Добро, чехот и румунот им купи гардероба по трговски ги облеков, што ќе му купиш на италијан кој имаат овако, му намести две добри женски, немаше тројки тогаш, и ја позади кош, и зима топка французот тој и овој, Мишел се викаше италијанот, лично у напад. И даде буштур 2 коша и така ги пројдав. И тогаш легна, а не може да се освеста што се деси. Добро, после отидавме на Олимпијакос и спаднавме, ама беа многу појаки од нас. да споменеме некој еве и од ова химна видовме интересни фаци. Тука беше Стојковиќ Пикси, имате друго рување со Драган Џајич, Савичевиќ, врвни играчи. Има ли некои згодни, незгодни кои не ги знае јавноста, кои може би ќе ги заинтригират еве гледачите да слушнат нешто изворно од тебе? Па Џајич е болен човек. И ја кога беше председателот Тадич, на власт испратив писмо едно отворено, за Џајич, за Цветковиќ и за Цеца треба помилување. Он ги изгуби изборите, не им даде, а овие дојдоа на власт, им дадоа помилување. Ете така. Доволно е тоа. Значи да ме послушаше, може да и немаше да ги изгуби изборите. Интересно е кај тебе и естрадата, случајот со Здравко Ќолич, голем пријател. Меѓутоа имаше некој Италија, и Охрид се спомнуваше. Не, нема везе, тоа е девизи. Чоли седи усред село и купува од една страна, а од друга страна доаѓаат динари, даваат оние франци, овако, долари и марки. Меѓутоа, ја ќе кажам за Чолич едно штипско доживување. Иначе Чолич требаше да биде штипски зет, не ја споминјаме, жената пола штип ја знае. Сега во брак, меѓутоа, Чолич еден ден ме наоѓа и вика, Владо, татко му има камен у жучи. Има у Штипу неки луѓи кои имају траве и чајаве. И ја прашувам Ванчо Коцев и компанија, вика, има парталови. Има. Доаѓа он авион, ние прават Штип. Знам една чардак беше горе. И на жената викам, ќе дадеш тоа, ама нема пари да бараш, ќе го тераш, ја ќе ти дам, викам, пари ќе го тераш да испее една песна на балкон. И Чолич кога почна пее, деца сигурно 100 се собраа тука, ја и дава пари нормално. И се излечи, што е најважно, од парталови. Ако ме гледаат, нека се живи и здрави, ако не се тука, нека им е лесна земја. Значи Ќоли излечен тука во Штип, а? Пееше на балкон, а требаше зет да биде. И требаше војска да служи тука. Реже, дали имаме некоја телефонско јавување, реков, можете да се вклучувате во текот на целата емисија, инаку
Повикувачки број за Штип 032 672 313 672 3142. Телефона се на располагање, ако не, предлагам на режијата да погледаме некои материјали кои ги донесе нашиот гостин Џаровски, да ги проследиме па да ги коментираме. Бора Чорба и Сузана Манчич, ја викам на Сузана Манчич, уште ме трпиш. Ќе ви оригинал е ово. О вашим парама увек се старо, Велибор Џаровски, звани Џаро. На коју да се кладиш екипу, то ќе сазнати у Џаро типу. Џаро зна исход, часто реч, сем ако nije намешлен меч. И сам е Џаро веома вешто, много мечева лично на место. Купиш јахту, куќу и джип, а ако послушаш Џаро тип. А? Ја знаеш? Па коме ќе да Ајде, притам? драго ми е да си добро. Добро нисам, ал боља сам. По добро. И ти си Тоа остала е добро. најбоља пи***а на Балкану. Остала си ујек иста. Остала си увек и тарарарарараран, најбоља пи***а на Балкану. Јесте. Сузана Манчич, Жена Гума. Чао. Чао, чао. Ова е дел од историјата на... Ќе коментираме или нешто? Што да коментираме, Сузана Манчич ја измислив. На зезање една мачка идеше со 2 метра ноги, викам, шта радиш летос? Ништа. И ја земав на турнеја така, и од тогаш стана и мис лото и така. Добро, уште сме у добри односи. Дали ќе коментираме нешто за македонскиот фудбал? Сакаш за денешните времиња, сакаш за поранешните некои интересни моменти. Знам дека и во твојата кариера беше фудбалер. 3-4 години си постар од мене, настапуваше за Македонија, Ѓорче Петров, нешто, Свите Николе, Овче поле. Да се подсетиме на тие настани, има ли некои згоди? Не Па згоди? има. Ние кои игравме у Свети Николе, за Македонија Ѓорче Петров, и ја бев леви бек, Ѓоко Миланов десно крило, многу брз. Ја го фатил за гаќи му и скинав гаќите и он почна гол да трча. Они Скопски, педери. Ја отидов кај микрофонот, извините, ние не сме од Скопје, од Ѓорче Петров се вика. А иначе, моите најголеми успеси не се Чолич и Бреговиќ. Најголемите успеси ми се 3 титули поред и 2 купа со Слога Југомагнат. Али немаше тоа да се случи ако не купев една утакмица од вас, се плаше. Тоа времето на Рафет Муминовиќ. Да, па он беше газда, ја бев директор. Да. Значи 3 титули, 2 купа. Поред 3 титули. Да. Добро, јас ние како Ириш телевизија ги следеме настапите, знам 96-97 која година беше Брегалница победи Слога на Чаир 2-1. Одлични игри, токму Христоски беше тренер на Брегалница. И ја го пуштив прв пат да седи тука у ложата. Викам нека и јас сакав драги да дојде тренер. И не знам што нешто без везе глупост искачи некоја. Јас сакав да биде тренер Драги Христоски на Слога. На Слога. Да. Брегалница победи 2-1, имаше доста гужи, бидејќи имаше доста луѓе од фалангата во Скопје. Меѓутоа дојде Комета, имаше мислам обезбедување. Умре он пред 5 дена. Комета, 6 дечки со Комета, знам надписи. Меѓутоа тоа ми падна впечаток, излезе Рафет Муминовиќ. На тоа по околу 1000 души. Дечки, Брегалница фер коректно победи, пуштите ги дечките, клубот, играчите да заминат без инциденти, без... Послушаа го сите, повлечеа се фалангата, полициска кола имаше дури до излезот на Скопје, што ќе рече дека Брегалница одигра феноменално победи, мислам и регуларно е било, ако си бил директор, меѓутоа Брегалница беше добар тип. Јас се плашев од Брегалница и затоа му викав на Рафет овде у полуфинале на купот, викам Рафете, пушти заеби, опасни се тие таму. Што да правиме? Ништо. 10.000 марки тогаш ќе платиме и ќе се и пројдеме. Како бе? Ние сме прваци. Што ако сме прваци? Дојавме овде, си дававме 10.000 марки и пројдавме. Така беше. Поштено. Имаше еден случај, не сеќавам, играше крило брзо, меѓутоа ти да го заплашиш, ја тоа го читав во некои мемуари. Со игла го... Со игла или со ношче во штуцната. Не, да, тоа Горан Климпер беше од работнички. Да го заплашиш малку. Па да го заплашиш, тоа тако кукавица беше. Ја не бев добар фудбалер, ја бев техничко помагало подобро. Да бев фудбалер, ќе бев фудбалер како треба. Меѓутоа, те краси едно другарство, фудбалот те сепак спои, имаш 11 твои
клубски колеги, имаш 11 противници, на теренот е бојно поле, ама после теренот се пријатели, другари, по ресторани. Јас сум еден од малкуте кој може од Џевџелија до Сежана да иде и ништо не му се случи у Југославија. Без разлика дали е Срби, дали Хрват, дали е Албанец, дали е Словенец. Значи сум заслужил некако. Македонија располагала од времето со добри играчи. Еве ќе го сетиме Методија Спасовски кој има дадено гол на опроштената такмица на Пеле со Бразил. Да, 2-2 се сеќам. Да. 2-2. Па имаш и со Белгија даден гол. 4-0 или 5-0, колку 5-0, беше? да. Што ќе рече дека од секогаш Македонија, еве, од Видиница да поштеме голмано Методија Спасовски. Тоа се... Да. Мето ме интересира Спасовски, Мути Барич. дали има случаеви некој да е бил добар, одличен фудбалер, меѓутоа ради разноразни причини, еве, тренерот не го сака, управата не го сака. Ти мислејќи, еве, дали си имал таков случај да го знаеш дека е добар, а не е успевал? Најдобриот фудбалер на Вардар, што играл највише утакмици, Кочо Димитровски, Греота, што не отиде надвор. Греота. Кочо Димитровски. Па Греота има преку 400 утакмици за Вардар. Еве да кажеме зборва за она генерација на Вардар, јас имав прилика со наши штипјани, 1989 да гледаме на Маркана, Звезда Вардар 2-0 беше, меѓутоа Вардар ги надигра. Тогаш беше последна утакмица за Канатларовски, Панчев, Најдовски, Савевски отиде во Ајакс, значи последна генерација беше тоа на Вардар. Збор два за таа генерација на Вардар, ми се чини шампионска беше, меѓутоа судиите некако да не дава Вардар да биде во врвот. Да ви кажам, видите, ние сега славивме пред неколку години, 15 години од титулата. Имаше пресконференција у Панорама и Дарко Панчев вака рече. Вика, опроштената, односно, званичната утакмица, прославно ќе организираат комитите, ние ветераните и Джаро. А зашто Джаро? Ние знаеме зашто Джаро. И така искочи. Дојдоа 40.000 души. Ние бевме свидетели на градски тука, беше таа екипа на Дарко Панчев, играше со ветераните на Брегалница. Некаде во април 2002 беше она на градски во Скопје, полн беше стадионот. Управо тоа. Тоа беа Стојковиќ, Пикси. Пикси дојдоа сите, од Америка Јањуш дојде голманот, Сласич, сите дојдоа. Да. И Пикси мене ми рече, видиш, јас сум дошол да играм, а Панчев ми nije дошол ништо кога се опрашташе. Па добро дошли тука на Кларовска, викам и Најдовска. И Треца и Брена пеја. Интересно беше на последната такмица на Пикси во Ниш, а противник Вардар. А тој спомнуваше во неговата кариера дека прв надпревар во прва лига му било. Да, имаме телефон да не чекаме гледачот. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ваше име и презиме. Да, слушаме се. Ајде, пријатели, ајде. Шефки Салиов од Виница, пак? Шефки? Шефки Салиов од Виница. Шефки Салиов. Дали имаш прашање за Џаровски? Шефки тренера да не? Да не е тренерот Шефки? Дали Џаровски, господин Џаровски, дали играл за Брегалница? Не. Јас сум играл за Брегалница као помагало техничко, иначе не сум играл. Шефки, да те прашам и за Милан Интер, резултат или прогноза? Се исклучи, дали остави во режијата? Добро, тоа беше Шефки Алиов од Виница, тој не е редовен гледач, ќе се контактираме. Ја чекам да се јави Коле Зиков од Кочани, он е по мене најдобар прогнозер. Му помага, он мене ми помага и така. Коле? Коле Зиков од Сватот од Кочани. Да. Дали имаме нов гледач? Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Шефки Салиов. Да, запишаме, Шефки, само, еве, уште резултатот Милан Интер, дали сакаш точен резултат или кец, двојка? Ајде, Шефки, ајде, сега. Гол 3+. Гол 3+. Во ред. Благодарам, Шефки, со среќа. Дај Боже да биде точен резултат, па да се надејаме на награда. Имаш награди од минатата емисија. Само да го најдам списокот. Значи, јас ги прочитав на почетокот, еве и сега, добро што се јави, ти си на списокот на добитници и можеш да се упатиш во местата кај што е за да си уплатиш. Те прекинав, Џаро?
Не ме прекина. Гледам некои парови овде ке има. Можеме да почнеме со првите режија. Ајде. Можеме да почнеме. Еве прва двојка Арсенал Манчестер Юнайтед дерби. Тоа ја би го прескочил тој пат. Ејбар Реал Мадрид двојка и премда Чекај, второ е Кристал Палас Кристал Ливерпул. Палас гол. Гол. Ејбар Реал Мадрид. Ејбар двојка иако не игра Модрич, што е полатин. А и тешко излева со дебютанти на гости Реал кога игра. Сепак двојка. Барселона Севиља. Тим 1-2+. 1, 2+. Не, тим 1-2+. Тип 1. Не, тим 1-2+. Тим 1. Пардон. Монако Каен. Монако Каен од 0 до 3 ако има таква игра. Од 0 до 2. Добро. До 2 гола. Или 3+ може. Олимпик Марсеј Кец као Со Бордо. Кец. Лацио Јувентус. Двојка и од 2 до 3 гола. Двојка, 2 до 3 гола. Милан Интер Реков од 0 до 2 гола. 0 до 2 гола. Динамо Загреб Хајдук, Динамо е приватен клуб и најпрвиот тим во Европа е и како сака газдата така ќе направи. Оние се првак готово е. Тоа ја би го прескочил. Како сака газдата може у 5 минута пред утакмица да одлучи, така ќе биде и готово. Хамбургер Вердер. Некош дерби сега 3+. 16 и 17 екипа 3+. Ама зашто вие него ставите најголемиот кец Атлетико Мадрид вечер? Атлетико Мадрид, кога е тоа? Вечер. Па имате Генк, па имате клуб Бриж. Што прогнозирате? Кецови? Па со Коле Зиков се консултирав, он вика дека клуб Бриж е и Гент најголеми кецови за него. Да. За Гент се слажем ја, али за клуб Бриж не. Добро, ќе ги повториме сега еве од режијата, значи Арсенал Манчестер цртичка, не сака да коментира. Да, Кристал Палас Ливерпул гол. Така е. Ејбар Реал двојка. Еве ги. Кристал Палас Ливерпул гол. Така е. Барса Севиља тим 1-2+. Гледам на мониторот. Ејбар Реал Мадрид двојка. Да, и премда не игра Модрич, треба предпазливо. Да, Модрич се повреди на гол. Ејбар Реал двојка. Да. Барселона Севиља тим 1-2+. Монако Каен од 0 до 2. Тим 1, 2+. Да. Монако Каен. Само момент да запише. Тим 1, 2+. Монако Каен од 0 до 2. Олимпик најголем кец. Монако Каен од 0 до 2. Монако Каен 0 до 2 гола. Да. Ке ги Олимпик Бордо најголем кец. Кец. Олимпик Бордо Кец. Лацио Јувентус двојка и 2 до 3 гола. Така. Милан Интер реков од 0 до 2. Двојка и 2 до 3 гола. Динамо Хајдук треба да се прескочи. Само момент, Џаро. Милан Интер 0 до 2 гола. Да. Хајдук би го прескочил затоа што тоа ќе Динамо цртичка и Хамбургер Вердер реков 3+. Така е. Ама не ги ставивме од сватот, од Коле, од Кочани, паровите Гент и клуб Бриж, кецови. Атлетик и најголем Атлетик Мадрид кец. Атлетико Мадрид и Генк. Гент. Кецови тие. Да. Добро, тоа е твој предлог. Така. Дали имаме гледач на линија? Ако не, одиме со има уште некој прилог да ги проследиме па да ги искоментираме ако е подготвено во режијата. Ни донесе гостинот? Нема. Добро, тоа е тоа. Џаровски, моментално првата македонска фудбалска лига започна со 10 екипи. Ма тоа е трагедија, тоа у затвор треба да иде тој што донел таква одлука. Значи, према тебе не е... Па никако тоа, на што личи тоа? Па тоа значи нема испаѓање, ќе има баражи. Еве сега како што стојат работите, Брегалница е тамо некаде во незавидно, ќе останат само скопски и овие тетовските екипи. Па личи ли на тоа на лига? Се уништија центрите, Битола ќе пропаде, Тетово, Охрид го нема. Го нема Куманово. Струмица, Куманово, да. Кавадарци да не збориме. Кој е по тебе најидеално решение македонската лига, по кој систем да функционира, со колку екипи и еве втората и третата лига да видиме 14 да има лига, 2 да испаѓаат, 2 играат у бараж. Да.
Ке коментираше судењето, имаше доста како да кажем, пелисте реагираше на судењето, во некој период имаше и Брегалница, меѓутоа одработи казна Брегалница, знаеме имаше доста инцидентни ситуации, меѓутоа камерите долови атмосферата, тоа беа изолирани инциденти. И дали ќе искоментираш нешто за судите, карактерише че и Варна реагираше на Ставрев. Ама Ставрев е командант на македонскиот фудбал, не е Илчо Георгиевски, он е командант. Што ќе освои, он не смее никој да му каже. Ни Емил Божиновски не смее да му каже. Никој. Ето, отиде затоа едно. Зошто е така? Па затоа е авторитет, ФИФА има знак. Имаме гледаца линија, добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ваше име и презиме и... Ало. Повелете. Се јаво Драги Ставрев од Штип. Драги Ставрев. Да не е роднина на судијата. Да. Од Штип. Повели, Драги. Не сте. Повели. Поздрав до Джаро. Фала. Викам прво поздрав голем до Джаро. Фала ти пуно. Кога доаѓаше у Штип, он тука, одеме на тие концерти Мишо Ковач. Добро. Сви пјевају, ја не чујем, никоме се не радуjem, само тебе очекуjem. Така ли беше нешто? Ама у кино ги правевме тие концерти и у Дом на култура. Да. У киното беше. Да, во кино. Така. Тачно. Дали... Ќе се овија. Од режија покажуваат некој резултат да не изjednačила Брегалница. Ајде, ало. Дали имаше прогноза за Милан Интер, Драги? Да. Колку ќе биде резултатот или што типува за овој надпревар? За кој? Милан Интер. Милан Интер 0-1. 0-1. Да. Победа на Интер. 0-1. Благодарам, Драги, поздрав и со среќа. Па. Добро, тука е стапчето. Дали имаме друг гледач, режија? Имаме нов гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Може ли во емисија да се уклучам? Веќе сте во емисија, да, повелете. Вашето име и презиме. Ангел Стојанов. Повеле, Ангел. Джаровски да го питам едно. Ајде. Може ли? Може. Па, како што ги местат у такмиците, они што викат 14 екипи да направат, например, во Македонија. Да. А не ли бива да се на 8 направе? 8 не чини, 8 е срамота е. Од кај ќе бидат, од Скопје сите? Не, па зашо може и Брегалница, од Исечи регион, има две екипи, например, Беласи се урна, направија го турно, така ли? Така е. Може, од Скопје може да испаднат Металург. Не може Металург да испадне. Зашо? Нема да испадне Металург, не. Зашо не може? Дали Ева испадне Македонија Ѓорче Петров, ама ќе влезе Скупи. Па сега Скупи ќе улезе, например. И нема да испадне никога што биде. Ај да те питам само за Брегалница, што мислиш, дали ќе остане? Ама како може вие овдека го имате Драги Христо, дали ќе остане? Па ќе остане. Нема да остане регуларно, у бараж ќе остане. Ама не, у нашата лига е седна мештарка. Ќе игра до година. Па треба и купот го освоја, например, како Силек што беше едно време. Силек е друго нешто, Силек има тим. За кој? Нема. Како нема? Може со срби, со други играчи да направи, ама... Па добро, србите доаѓа, тешко е да се живи у Кратово, не е така лесно. Па сега, гледај сега, кај нас е, например, финансии се најголеми. Брегалница нема да испадне. Биди сигурен, ја ќе живам месец дена овдека, ќе бркаме, Брегалница нема да испадне. Дали ќе даеш прогноза за Интер Милан? Милан Интер 0-0. 0-0. Благодарам, поздрав и со среќа. Тоа беше Ангел Стојанов 0-0. Ево, Дрежи ми најавува дали има Ѓаро со Зиков, како рече, Коре Зиков, да. Да. Дали во ова викенд спортска недела ќе има некој следување Кецу 2 или 2 Кец? Ја да ви кажам.
Коле Зиков ми кажа, немојте да верувате на дојави. И ја не верувам многу на дојави. Ние местевме на утакмица Европа, јако бев услога, па не верував, ни дадував напред пари, па не верував дека така ќе биде. 2-2. Апсу да видите што му се деси. Се плашат луѓето. Иначе најпрљав тим у Македонија е Тетекс, без конкуренција. Не, мислам за во Европа. За Европа? За Европа дали предвидувате некој таков резултат? Кец у 2 или 2 у кец? Играјте ги кец у 2 и 2 у кец турците и белгијанците. Значи тие екипи. Да. Дали ме гледат с режија? Ало? Добар ден. Ало? Повелете ме. Поздрав до Джаровски. Хвала. И да го питам Джаровски. Вашето име и презиме само ќе молам, бидејќи таков е Тертипов по штипски да кажем. Слободан Тодоров. Како? Слободан Тодоров од Кочани. Слободан Тодоров од Кочани. Повели. Питам Джаровски, 78 година играа Вардар и Трепча за улазок у првата лига. Која таа утакмица намести? 19 јуни 79. Така? Да. Што те интересира, момче? Да. Дојде... Која намести? Ја ја намести, која не знае. Дали е наместена или не? Наместена. Дојде председателот на извршниот совет, сега ги викаат премиери, со двајцата главни полицајци. И рекоа, Вардар мора да влезе у лига. Не смееме да изгубиме у Скопје од албанците да и овакво. За пари договарајте се колку сакате, нас не интересира. И се договоривме, ја тогаш имам многу пари. А кој ги зема парите? Молим? Кој ги зема парите? 2 играча и тој што требаше и да одлучува кај ќе иде топката. Слободан, прогноза Не. Милан Интер. Нема ги Зоран Петрович студијата. Па кој одлучува кај треба да иде топката? Го рече тоа Джаровски. Па ја го реков, ама име не спомињаме. Да. Слободане, али чека да му кажам, Слободане. Ние после тоа отидоме у стара телевизија у МВР, се гледа како центар халфот на Трепча се наведнува и Рингов дава гол со глава. У живот не дава гол со глава. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој капче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Кога боите, мирисот и вкусовите на есента се совпаѓаат со вашиот избор за комфорт, тогаш оваа понуда од Мебел Ви заслужува внимание. Модуларна ТВ комода Лабиринт, која може да ја местите како што сакате за 9900 денари, лежа и виола за 14900, ТВ комода Луција за 15900, комплет спална Дженова со плакар со лизгачки врати за 19900 и аголна гарнитура Парис за 24900 денари. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате. Поканете ги пријателите и роднините. Не бришете никој од списокот. Во мотел Ваго Штип има место за сите.
Капацитет на гости 450 и 33 соби за ноќевање. Свадби, имендени, веридби, забави. Се во Ваго. Услуга и веселба. Но и храна од домашно чисто еколошко производство. А за помалите и поинтимни забави, Мотел Ваго 2 во Крупиште. Таму капацитетот на гости е 150 лица. Соби за ноќевање има 23. Моменти што остануваат за цел живот. Мотели Ваго. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации – во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Сузана Манчич е довена. Продолжуваме понатаму. Реков интересен надпревар кој што е предмет на типување на ваша прогноза Милан Интер. Да видиме што викат показателите на ова дерби. Се игра во Милано на еден стадион со две имиња. Кој игра Милано, тоа е Сан Сиро. Кој игра Интер, тоа е Джузепе Меаца. Значи лидер моментално во калче лигата е Јувентус со 30 титули. Тука е Милан и Интер со по 18 пати освоено скудето, како што милува да нарекуваат победничкиот пекар. Инаку, ова е дерби која трае повеќе од 100 години. Првото дерби одиграно уште во 1908 година и од тогаш преку 200 пати се сретнале на теренот. Ги има и стартите состави, ќе го замолим и Джаро малку да прокоментира. Значи, за Милан, Диего Лопес, Рами, Алекс Мексес, Дешилјо, Мунтари, Есен Бонавентура, Ел Шарави, Торес или Хонда, тука е дилемата, и Менес. Кај Интер, Хандановиќ, Нагатомо, Раноки или Видич, тука е енигмата, Хуан Хесус, Додо, Гуарин, Кузмановиќ, Вилја, Ковачич, Паласио и Икарди. Коментар за ова скудето, за ова дерби во Калче лигата, скудето рекол би ова е само по име дерби, не е више дерби. Добро, градско дерби. Сега е дерби Јувентус Рома. Да. Лацио Јувентус. Не, ама викам Лацио, далеко е Лацио од ова. Лацио Јувентус. Ова е по име дерби више, не е дерби. Да, Милан е на 7-то место, Интер е на 9-то, Милан има 17, Интер 16. Да, Јувентус има 30 бодови, голема е предноста, меѓутоа дерби еве да речеме како Галактико, Барса, Реал кои играат интересно и еве чудно е еве две екипи мощни силни во еден исти град. Не е чудно, зашто? Па не е чудно, тоа имате и у многу градови, у Лондон што да кажеме, за Челси, за Арсенал, за Тотенхем. Да. Ево и Скопје во ракометот, Металург и Вардар. Тоа нека го играат луѓето, дека Вардар ќе изгуби од Веспен. Тоа треба да се игра кет. Значи губе Веспен Вардар, да. А Металург? Металург нека го прескочат. Прва утакмица им е така, после тие глупостите што се случи, нека го прескочат. Работечки Брегалница, добивам сигнал, веќе 3-0, Джаро уште на почетокот рече дека ќе губе Брегалница.
Не, ама ја реков уште колку ќе примите и таман толку. 31 Али нема да испаднете, ете. Тој момчето што рече преска, хокштаплерите ќе помогнат. Тој таму и овој тука што го гледате. Хокштаплерите ќе помогнат, нема да испадне. Добри, Брегалница е респектабилна екипа, еве контактирам скоро со сите тренери кои доаѓаат овде, некако со страв доаѓа Брегалница или јас имам една поговорка, не ми е страв од противникот, се плашам од нашите. Непредвидливи се. Еве така и во кошарката. 90 години знам со Фински играме, 15 коша разлика на полувреме некои квалификации за европско, второто изгубихме 16 разлика, значи тоа е 31 кош континуитет, значи како уопште да не е имало играчи. Имаше коментар за еве таа психоза кај нас, и у фудбалот е така, и во ракомет. Не, ние сме душмани едни према други, тука е проблемот. Али нема да испадне Брегалница, ја тврдам, ова се снима, се чува и ќе дојде ево. Па макар имале састанак ја и Илчо Захариев и Драги Христовски и вие, нема да испадне, бидете сигурни. Ќе употребиме сите знаења, добро малку мора и кеша да се одреси и нема да испадне. Последно коло доаѓа Силекс. Па што ако доаѓа? Традиционално незгоден противник на Брегалница. Е незгоден противник, ама ќе дојде на Пастармајлија и готово. Ќе губи. Па фала Богу дека ќе губи. Па и Силекс е екипа во која колку четворица 5 минут Брегалница играчи. Јасно ми е. Она е филијала практично на Брегалница. Джаровски, друго? Што ќе им кажеме на гледачите? Друго треба да идеме на добра Пастармајлија и друго сега. Тој што мисли дека ќе се обогати од кладионица. Има работа со рекетари, со лихвари, со кредити, со разводи, со мождани удари, со срцеви удари, со криминал. Значи полека мирно треба да се игра. Кладионицата не може да се победи. Да се игра мирно само и поише реално, да не се гледа коефициентот, него прво парот, па после коефициентот. А сега наскоро една страна ќе биде многу популарна во Македонија, Бубу Тотал, ќе има избор на најдобро бебе, со награди од 2000, 1500 евра, најдобро куче и најдобро маче. И мислам дека доста од кладионичарите ќе се пребацат таму. Значи најдобро бебе, најдобро куче, најдобро маче. Имаат сите дома по нешто од тие три работи. Значи Бубу Тотал ќе се вика, многу ќе биде популарно за известно време. До нова година трае наградната игра. Наградна игра тоа ќе биде. Ќе бидете вие обавестени што е тоа. Тоа е сериозно. Значи ова е ексклузивно, еве да најавиме. Ексклузивно за вас. Кој стои за тоа? За тоа стојат бизнисмени од Скопје и од надвор. Сигурно со ваша припомош. Не, мојата само идеја што више да се рекламира, без реклама не бива. Да. И таа иде низ цел Балкан таа наградна игра. Ке искоментираме ли нешто за Евровизија или за Макфест во последните години? Па Евровизија е срамота ова што ни се случи. Јас сум уште пред тоа им реков да не идеме оваа година. Уште пред да се одржи такмичењето. А видите што се деси. Копров им ги измеша плановите, онда не беше втор, кидеше Тамара на Евровизија, затоа што више 12 има од Даниел. Мислам дека нема пројде добро Даниел. Имаше еве скандали на Мис на Македонија, тамо нешто... Тоа е брука, тоа е срамота тоа. Зашто Мис на Македонија, што? Па се прекина, немаше избори, нема да не представува нашата... Па подобро да не представува ако не го направат како треба. Зашто не представуваат? Оваа брука, мислите, не ја знае Евровизија за нас? Ја знае. Само треба да чекаме да видиме кој жебање, која вечер ќе падне Даниел да пее. И пред лично мислам дека нема да имаме добар план. Реше, дали имаме гледачи на линија? Нема. Да ја превршуваме полека емисијата Джаро, што ќе пораташ на гледачите во Штип, еве за Брегалница рече, меѓутоа рече дека имаш и доста пријатели. Редно убаво е да се види со секој од нив, ова беше можност за твое представување. Подолго време не си бил, мислам, на медиумите во Штип, еве можност да директно да се обратиш кон сите твои пријатели, другари. Бев ја задни пут у Штип на Пастармалијада со Аца Лукас овдека. Се видел со доста пријатели. А сега не е лошо да отидеме на една Пастармалија у Малодмор. Ќе одиме, само не откриваме каде, за да не нека има наварица. Да. Ќе отидеме на Пастармалија, бидејќи тоа си е бренд на Штип веќе. Па бренд е, више, не е само Штип, тоа е више и балкански бренд. Добро, ако е толку од мене, фала ви пуно режија, многу љубезни, имате одлично студио, добра екипа, нема да ги заборавам овие
СДА сигурно, викајте ме кога сакате. Поздрав до сите пријатели мои Штипјани, поздрав до Коле Зиков у Кочани и друштвото, поздрав до Томо Аврамски кој нема појма од кладионица, али гледа понекојаш и беше управа на Звезда. Фала ти пуно, што да ви кажам. Идеме ја да одмарам малку, јас сум човек у години. Јас ти благодарам. Пушка, фала ти. Честото, бидејќи од прва се договорив, би нема поголем кеј за новинари, за вие дечки прекрасни тука кои што придонесе емисијата да протече во најголем можен добар ред. Радово и се надам да нова година уште еднаш ќе исконтактираме. Само вие викнете ме и нема проблем. Ако може уште еднаш за растанек, така ќе речем химната, она за Џаро, па понека да се одјавиме режија, толку од нашиот гости денеска. Мило ми беше што има може да се еве под подолга пауза, се видуваме на терените, вака и директно со Велибор Џаровски Џаро. Живели, живели Кочани, живели Берово. Коле ќе ти дојдам овие денови.